Денеска се навршува точно 6 месеци од катастрофалниот пожар во дискотеката Пулс во Окочани, во кој трагично загинаа 62 млади, а повеќе од 200 беа повредени. Во знак на сеќавање низ повеќе градови во државата, денеска се организираат собири. Во овие моменти во тек е 22-тиот марш за правда во Окочани. Таму е нашата Викторија Јованова. Вики, навршија 6 месеци од стротниот пожар во Пулс. Да, Весна, маршот се уште не е почнат. Се очекува за неколку минути да почне маршот на ангелите, кој е повод 6 месеци од најголемата трагедија во земјава. Семејствата и семејствата, родителите на загинатите и секако на повредените деца и на останатите млади луѓе се собираат овде во паркот на Револуцијата. За разлика од претходните протести, тоест маршови, овој пат родителите ја сменија маршрутата, односно ќе имат пократка, ќе се обраќаат пред судот и полицијата и повторно ќе се вратат овде во паркот на Револуцијата. Ќе имаат и застој, односно ќе застанат пред еден од кружните текови, каде што ќе останат некаде околу 15 минути. Тие велат дека сакат да се обратат пред институциите, додека се уште има вработени во нив, односно да ги слушнат обвинителите, судиите и секако полициските службеници. Бидејќи по 6 месеци од трагедијата, се уште бараат одговори зошто не е почнат судскиот процес за 34 обвинети. Судскиот процес, како што знаеме, треба да почне во основниот кривичен суд во Скопје. Исто така бараат и одговори зошто ОГОК се уште нема обвинителен предлог за 27 полициски службеници кои се офатени во истрагата во врска за пожарот во дискотеката Пулс. За потсетување, односно да подсетиме, точно на 16 март пред половина година во кочанската дискотека Пулс загинаа 62 лица, односно млади луѓе, од кои 31 дете, а беа на возраст, загинатите беа на возраст од 16 до 48 години. Најголем дел од жртвите беа на возраст од 24 и 26 години. Весна, ние сме овде да ги слушнеме пораките на семејствата на загинатите и секако на повредените пред зградата на основното јавно обвинителство овде во Окочани и во полициската станица во Окочани. Тие бараат, семејствата бараат правда и бараат едноставно да има одговорност од сите оние кои што се виновни за трагедијата која што се случи овде во Окочани, а е најголема трагедија во земјава во поновата историја.